Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на мојата емисија на Сител телевизија. Вечер ви имам особена чест и задоволство повторно во програмата да го поздравам професор доктор Аристотел Тентов од Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Еден од најпочитуваните, најреспектираните, а меѓу студентите и најсаканите професори. Ова од самите студенти што ми стигнува, сега не можам јас да го зборам нешто, да го измислам, и како личност и како професионалец. Благодарам на што се одзвавте на поканата. Сакам за неколку теми да поразговараме во емисијата и ќе ја замолам мојата екипа, ако треба, бидејќи почнавме и подоцна и до подоцна да останеме, но мислам имаме исклучителна прилика да ве слушнеме и не сакам никој освен вие да говорите. Три теми сакам, професоре, да разговарам со вас. Едната тема е математиката од сите нејзини аспекти. Втората тема е средниот текст, писмото од на каменот од Розета, за кое вие и гостувавте на времето тука. И третата тема би била, имам ја уште многу теми, сакам за Тесла, сакам за најновите истражувања, но еве за археолошките истражувања кои беа кај Свети Николе, кај геоглифот, вие кажавте некои интересни размислувања. Па да ќе ја поделиме емисијата во некои три дела, па да ги посветиме. Ве молам прво, еден сте од соодветните кој може за математика да говори. Ме интересира, математиката е денеска актуелна како ад хок, треба, не треба и така натаму. Неќам да ве политизирам, сакам за математиката како наука. Што е математиката? Во природа нема бројки, во природата е. Тој е некој абстрактен наш концепт кој ние сме го одредиле како цивилизација да можеме да разбереме природата. Како би го дефинирале тоа? Во која насока да ја дефинираме? Од почетокот на универзумот. Ја навистина не знам, бидејќи тоа е едно од најважните работи со кои што се занимава човекот и кои што го определува и го поспешува неговиот развој. А она со кое што започнавте ова емисија ми звучи како една тема која што е промашена. Мислам, кај нас. Толку да се води дискусија за тоа дали треба или не треба математика и така натаму и така натаму. Што мислам е во развиените општества луѓето не навлегуваат воопшто на оваа тема. Неко велат кој што соодветно сака да се развива и соодветно да значи нешто во професионалниот свет, мора со математика да знае да ракува и да работи. И тоа е под нешто што се вика, како што ние би го рекле по скопски локално, морално. Дека мора да се знае. Обврзувачкото ние го врзуваме како морално, а моменталното како секундарно. Во секундата. Како и да е. Во светот се знае. Во кои општества имаме многу развиена математичка култура и по правило тоа представуваат најразвиените земји, односно најразвиените општества. Би се задржал само на европските, од кои што исклучително се издвојуваат концептот на средно образование во делот на математиката во Германија и во делот на математиката во Русија. И оние кои што многу имаат контакти со нив, како што понашки кажано, сите им со капа ги поздравуваат. На оние кои што од такви општества потекнуваат. Да не зборуваме за Русија и за Германија, тие се предводници во делот на науката и тоа највисоката во Европа. Ако ние сакаме да се обидеме, след време да се приклучиме во тоа друштво, не смееме да избегаваме математиката. Ни под точка разно. Не смееме за тоа да размислуваме. Кај нас се појавија
ред на мислење дека треба, не треба математика и така натаму, што мислам дека се вон некоја логика која што би требало да тежне кон нешто што ќе биде напред, кој што ќе биде водач во делот на науката и техниката во овие простори. И толку накратко би се осврнал на математика. Што во суштина е математика? Велат природна наука, но во природа не можеме да најдеме бројки. Во природата не постојат. Тој е човеков концепт кој ние го имаме измислено за подобро разбирање. Мислам, тој е еден и жив доказ дека човекот е навистина едно вишо битие во универзумот, кога може еден таков абстрактен поим да го конципира до таква деталност, да просто постои, бидејќи јас сум ограничен во моите знаења на математиката и до некаде можам да ги разберам и потоа веќе настанува колку потребен креативен, колку е потребна ментална сила и креативна моќ за да се разбере математиката во сето тоа, бидејќи се е математика, буквално се може да се прикаже математички. И размислување во делот на математика. Концепции на различни развој и така натаму. Би се осврнал кон, да речем, секогаш мојата омилена тема, тоа се македонците, но малце од постар период. Имено македонците во периодот во архаичниот период се јавуваат како главни протагонисти во делот на наука, техника и така натаму. Тоа не го смислиле од немајкаде, заради тоа што тие биле велемајстори во целиот тој дел. И заради тоа стигна до формирање на општество кое што беше главно во делот на математика, во делот на физика, во сите тие гранки, и заради тоа сме имале и многу јака држава во тој период, ако не и најака во светот. Ние сме измислиле монетарен систем, сме измислиле банковен систем, монети и така натаму. Од овие краишта потекнало. Кој што сака може да зборуваме, и тоа можеме да дискутираме на таа тема. Ова се за мене непознати работи и факти. Не знам дали археолозите, историчарите стојат на истото тврдење. Па не, имав прилика да слушам едно предавање од висок функционер од Светската банка, кој што имаше свое обраќање пред македонските колеги и своето обраќање го започна со овие отприлика ќе парафразирам со овие зборови: јас сум горд што доаѓам во земја која што е лулка на монетарниот систем, лулка на паричниот систем, и имам особена чест да се обратам пред таков скуп. Не сум знаел на вистина, може би не се ги познавам доволно собствените корени, но не знаев дека светот го почитува и за оваква работа. Па за жал и нашите не ги знаат све. Поширокиот аудиториум. Има нешто повеќе од ова да ни објасните пред да идеме на другите теми? Не. Не. Малку скромно така. Гледам прилично скромно. Мислам дека може оној абстрактен концепт на математиката да ни го објасните, затоа што математиката иде од многу едноставни, секојдневни работи до многу абстрактни. Кој е нашата потреба во цивилизацијскиот развој да имаме математиката и во кои сегменти? Расправата денеска е дали ние што се занимаваме со, не знам, правни науки, ни е потребно нешто и така натаму, или со филозофија да знаеме математика, или ние што се занимаваме со јазици да знаеме математика, непотребно да се оптеретуваме во нашето школство и слични работи. Па тоа дали не потребно да се оптеретуваме или да дојдеме до определен квалитет и на тој начин да учествуваме во управувањето на светот, тоа е малце нешто што ние би требало самите да се запрашаме
и самите да тргнеме кон некоја цел. Инаку нема друга. Јас ние со академик Бошевски дојдовме до ситуација да го реставрираме системот на запишување на броеви на старите македонци. Средниот текст каменот од розета ви овозможува тоа? Да, тој и уште еден декрет кој што сега скоро го работевме. Дали математиката ви помогна во овој сегмент да работите, бидејќи на почетокот бевте напаѓани дека кој сте вие? Нити сте лингвисти, нити се историчари, нити археолози да се занимавате со таа работа. А со декрипција на текст стар илјадници години, каде што сосема друга сфера на ваши колеги треба да се занимават. А вие сте пред се математичари, информатичари. А кој го тврди тоа? Тоа го тврдат оние што, да, аналфабети претежно. Не. Тоа го тврдат луѓе кои што си припишуваат себе си дека се од Бога средени да вршат дешифрација на различни писма. Меѓутоа, во 200 годишната отприлика историја на постапката на дешифрирање, таа група на луѓе или пошироко, знаете колку има дешифрирано писма? 0. Маите? Па маите ги има дешифрирано. Скоро го гледав тој документарец. Се е во ред. Меѓутоа, повторно, дешифратор на тоа писмо е информатичар, Кнорозов, 1946 година. Потоа се ова некој помлад колега, кој што нема ни запишано факултет кој тоа го работел. Воглавном, треба да кажеме многу јасно дека тие не се ни насочени кон тоа да го дешифрираат математичката ознака и така натаму. И тоа мора да си го признаеме. Тие не го работат, тие не добиваат во делот на факултетите кои што ги завршуваат никакви предзнаења кои што ќе ги насочат кон дешифрирање на некакво писмо. Со тој процес може да се занимаваат само луѓе кои што добро знаат алгоритми, добро знаат на одреден начин да ги гледаат тие структури и да се занимаваат со така наречено решавање на инверзен проблем. Што е инверзен проблем? Кога имаме нешто кое што како во писменоста доведува до резултат, бидејќи резултатот е дека има нешто запишано. Не го знаеме, меѓутоа има нешто запишано. А инверзен проблем е да она што има запишано, да го преточиме назад, да го вратиме, да добиеме смисла на она што има запишано. И тоа, кога на нашата последна посета 2012 година, пред некои скоро 4 години, во Египет кога бевме со едно предавање, тие беа многу заинтересирани за нашиот резултат. Ова зборите за ваш со академик Бошевски? Да. Бевте во Египет во врска со каменот во розета и со презентација на она што ние сме го направиле. 2012 бевте? 2012, да. Баш, добро, мислам, на чија покана, што беше тој настап? Тоа беше работата беше многу едноставна. Ние се обративме до нивното Министерство за антиквитети со молба да ни дозволат да добиеме со професионално ниво снимка на декретите од династијата Птолемеи. Тие рекоа за ова нема никаков проблем, меѓутоа кога сте веќе тука добро би било да одржите некакво предавање на она што сте го работеле. При тоа предавањето беше во салата за
во салата на самото министерство, кое што може да се добие само со подпис на министерот, не може да се добие со плаќање или некој друг начин. И тие многу внимателно изслушаа она што имавме да им кажеме. Од прилика предавањето беше околу половина час. А што им кажавте вие за да го добиете тој простор? Ништо, само се обративме со барање да добиеме можност за професионално фотографирање. А они знаеа за вашите истражувања? Да, и тие не поканија. И врз основа на тоа ве поканија. Така, добро. Кога сте веќе тука да искористиме. Да. И самото предавање траеше Предавањето траеше половина час, а после тоа бидејќи како секаде каде што имаме сериозна институција од другата страна, каде што тие водат сметка за тоа, тие има назначено колешка која што се занимава со исчитување на така нареченото египетско писмо и така натаму, и таа ни беше домаќин. И потоа поднесе соодветен извештај до министерот на Египет. Но после предавањето беше интересно што самото предавање траеше половина час, а од прилика 2,5 сати се расправавме со колешката. Имено таа си имаше своје мислење, заради тоа што таа и докторирала на оваа тема, на демотско писмо. Она е египетски научник? Египетски, кој што докторирала во мислам во Оксфорд, баш на оваа тема, на темата на демотско писмо, и беше заинтересирана. Меѓутоа, тоа се претвори вака директен дуел меѓу мене и неа прилика 2,5 сати. Да објасниме. Да. Официјалната наука се уште стои со факт дека средниот текст од на каменот од Розета не е дешифриран. Првиот дека е дешифриран, ама од некои кои што нешто напишале, но не до крај. Колку е тоа што тие некои го дешифрирале компатибилно со вашето научно истражување со тој текст? Не, исто како два различни света сме. Потполно различно гледање со гледување. Не само тоа, него она што ние го добиваме како резултат е на многу понапредно ниво него тие што работат на дешифрирање на демотското писмо имаат како резултат. Каменот од Розета датира од 196 година пред новата ера. Пред новата ера. Првиот текст е на египетски. На египетски, третиот е на Вториот е на македонски, третиот е на велат старогрчки, меѓутоа допро тоа треба да го докажат. Не, допро треба да го продискутираме со колегите кои што се занимаваат со тоа. Но официјалната наука вели дека првите два се дешифрирани вака како што Да, меѓутоа досега научната расправа се уште стои во светот. Ние досега не сме кажале, но според Шамполион, кога тој почнува да работи на демотика, на Шамполион е тој научникот што го открива каменот. Што важи сега за дешифратор. Дешифратор, Тој ги подредува во рамките на едно свое писмо до некој негов пријател, ги подредува писмата кои што таму се забележани на самиот камен. Најгорното писмо, тоа се хиероглифите, тој го крстува како древно египетско, што е точно. Средниот текст тој го определува како древно македонско. Тоа е негова теза. А најдолниот текст го определува како ново македонско.
Кога он ја поставува оваа теза, кога он ова го... Некаде во текот на 19 век. Така. Мислам дека тоа можем и да ви го дадам. Ги има тие како писма сочувани, преводот се знае, јасно е да. Тоа го најдовме пред скоро време. Така да и тоа говори во наша полза. Вие кога почнавте да го истражувате? Почнавме некаде 2000 година. Почнавме проект на почетокот на 2001. А резултатите ги објавивме 2005. 2005 и знам, после скоро бевте и кај мене, каде што дури одевме бројка по бројка, буква по буква, значењето со старомакедонските некои, како што се зборови дзе, зет, слични такви некои зборови произлега од сето тоа, кои и некои ваши белградски колеги, па они како цртки, некако многу наивно и така натаму. После ова се дигна вистинска бура во македонската јавност, па и делумно научна, но додека овдека се расправа пред се заради политика, а не заради наука, во вашето демистифицирање, па вашето деноминација дека вие не сте ни кадарни, ни способни, нити повикани, нити треба тоа да се занимавате, добивте многу покани низ светот каде што имавте многу предавања. Знам дека по покана од Руската академија на науки и уметности бевте поканети токму на оваа тема да говорите. Тоа да. Со академикот Бошевски. Чудинов. Да, и академикот Чудинов беше од руската страна. Од руската страна, така. Ама со него не одеше многу лесно разговорот заради тоа што тој по професија е нуклеарен физичар. А Бошевски исто нуклеарен физичар, така. Апсолутно, да. Така да добро се разбиравме. Меѓутоа во Како нуклеарната физика и декрипција на јазик. Висока математика, виша математика и тумачење на стари писма. Една од позициите на Чудинов е тоа што тој го прокламираше и за нас, тоа дека во своите коментари тој отиде до таму дека тие имаат голем број на текстови од 6, 7, 8 и 9 век напишани на така наречено рунско писмо, кои што досега не можеле да го прочитаат. Ама дека ние пробавме од колегиве кога го прочитавме нивното дело, пробавме да го примениме она што тие го тврдат и на наше изненадување дојдовме до заклучок дека тоа убаво се вклопува во текстовите кои што досега не знаевме да ги читаме. Не разбирам, објаснете пошироко. Па вака, тие кажуваат дека имаат голем број на текстови од 6, 7, 8 и 9 век. Така. Во Русија, стари текстови, на кои што досега не успеале да им најдат соодветно толкување, применувајќи некакво си знаење. Например, старословенскиот јазик не е комплементарен со овие текстови. Не е комплементарен. Но кога почнале да го применуваат она што ние го работевме, викаат па луѓе моравме да ги поканиме да дојдат на нашиот соби, затоа што читањето оди вака. Тоа беше нивна констатација. Со азбуката која вие ја дешифриравте со средниот текст на каменот од Розета. Да. И имавме голема расправија во тој... Објаснете малце расправијата. Имавме расправија заради тоа што предмет на расправа беше делото на професорот Радивој Пешич, кој што е човек кој што го откри писмото од Винча. И ние направивме со Бошевски, кога поаѓавме за Русија,
обид да го да се обидеме да го исчитаме така нареченото писмо од Винча или Винчанското писмо. Со вашата азбука која Со употребувајќи истата методологија методологија. која што ја употребивме за читање на каменот од Розета. Така. И таму прво нели имаше една значајна српска делегација кои што беа дојдени со намера да контрираат. Не, да се тераат својата работа, но експонирајќи го фактот дека најстарото писмо кое што го користеле словените е Винчанското писмо и дека тоа само на тој начин може да се исчита. Кога почнавме ние да го читаме, добивме некои небулози во читањето и од самиот професор Радивој Пешич и почнавме да ја применувајќи методологијата за читање на каменот од Розета на текстовите кои што тој ги имаше наведено од Винча, се обидовме да видиме, да се истестираме фактички дали тоа може да работи и на тоа писмо. А вие, значи, уште еднаш да им објасниме на гледачите. Да. Вие имате развиено методологија за читање на писмо 100 години пред нашата ера, а писмото од Винча говори за 6 век. Не, писмото од Винча е 5200 години пред новата ера. 5200 години пред новата ера. Да. Затоа малце се двумевме тока, дали да воопшто да појдеме во тој правец. Меѓутоа се испостави дека дојдовме до преводи кои што се сосема логични. Дури во денешно време, а колегата академик од Русија, Чудинов, тогаш застана зад нас, затоа што србите многу се бунеа. Како вика овие сега се понашаат, вика не може овака професорот Радивој Пешич работил, и тоа мора да се заврши и така натаму. А Чудинов иста преко нив рече, чекајте малце, сечија работа мора да ја подвргнеме на преиспитување. Па дури и неговата. Затоа што вика, јас лично, односно академикот Чудинов, најдов на големи недоследности во делот на процесот на читање, кој што професорот Радивој Пешич го предложи. Например, на една од сликите таму, кои што се базира на одите во Винча, преводот негов е ШМРТП. Буквално цитирам. А ние тоа го читаме се во својот бок. Вика, чекајте малце, јас ова сум го работел над месец дена. И морам да констатирам дека кај мојот превод наоѓам некои недостатоци. Она што јас сум се обидел да го исчитам. А овие луѓе вика мора да им дадеме признание. Тие вика вака го читаат. Нема проблем. И многу логично ми звучи тоа што го читаме. Така да дојдовме и до тој степен да констатираме дека методологијата која што ја предлагаме, која што ја употребуваме за читање на текстот на каменот од Розета, може да се употреби и во читање на писмото кое што се наоѓа во Винча. Дали од тогаш наваму, од Србија, од овие научници со кои контактиравте, имавте некој дополнителен контакт или покана, или да доаѓаат да продолжи таа академска расправа, или? Мислам дека колегите од Белград, односно од Србија, конечно завршија на семинарот со предлог да ние соработуваме, а уште еднаш не се јави. А мина повеќе години од тогаш. Па тоа беше
2007-2008. 2008 година, да. Така. Тоа беше првиот конгрес на предкирилска писменост и култура кај словените. Тоа беше првиот конгрес, сега мислам се стигнате до 5 и 6. Неколку заклучоци се повлекуваат од ова, но професоре ќе ми дозволите првим да направиме времение за една кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот веднаш за неколку минути. Продолжуваме разговорот со уважениот професор доктор Тентов. Каменот од Розета. Велите, вие развивавте скоро 6-7 години, но тоа не е со кој успеавте да методологија со кој успеавте да го дешифрирате средниот текст на Каменот од Розета, кој според првиот човек кој го Дешам, ако добро Шамполион. Дешампилион? Не, Шамполион. Шампилион. Шамполион, да. Шамполион. Да. Се извинувам. Уште и он самиот нарекол дека првиот е египетски, вториот е древномакедонски, А третиот е новомакедонски. новомакедонски. Што и да значи новомакедонски. Што значи тоа новомакедонски? Но, ајде да не ве фаќам сега за тоа, но ме интересира методологијата. Вие ја спомнувате овој збор многу пати, вика, методологијата ја користевме во дешифрирање на текстот на писмото од Винча, методологијата за ова, методологијата за она. Која е вашата методологија? Може ли она да се објасни? Дали е тоа математичка методологија? Многу едноставно. Добро, поврзана е со математика и во принцип има допирни точки со математиката. Методологијата која што ја применуваме, прво поаѓа од тоа да ги дефинираме сите знаци во писмото кои што се употребуваат, да ги утврдиме нивните облици и нивните записи на самиот камен и потоа на тие да речеме букви кои што ние ќе ги определиме како такви, мораме уште еден чекор да направиме, тоест да ги превртиме од облици на знаци во нивен звук да им дадеме. Исто како што денеска читаме книга. И тоа е така? Секој Исто. знак значи некаков звук? Да, со тоа многу наши колеги беа, да речеме, сериозно заинтригирани и сериозно се обидува да докажат дека не сме во право, но изгледа дека сме во право. Каде што од професорката, чиј што гостин бев во текот на мојот престој во Египет, добив мејл со кратка назнака. Јас се извинувам што така ве нападнав во текот на вашето предавање, што јас си го очекував, затоа што мојот прв израз, кога се најдов со неја, леле, викам, овде ќе биде многу тешко, заради тоа што на женава и упаднав директно во спална соба. А на жената и упаднете во спална соба... Првата реакција е хистерична. Да. Сите одбранбени инстинкти кај не се јавија. Се. Добро, буквално. што беше расправата кај нив? Што им е проблемот? Не ве признаваат вас или не можат да прифатат дека македонска цивилизација постоело? Што им е проблемот? Меѓу другото дека се среќаваат со показатели кои што зборуваат дека македонците биле пред се паметни, дека знаеле, имале систем и дека си работеле на свој начин. Имале свое. И тоа е за нив многу незгодно. А од професорката година дена после тоа добив мејл во кој што таа се извинува и вика, јас размислував од кога бевте во Египет и од кога го напуштивте, и размислував и ги
анализирав вашите тврдења и дојдов до заклучок дека јас најверојатно сум учел од погрешни книги. Што е вака убава. Па вака и збори за нивната големина, тогаш тоа Да, се луѓе да. сепак за респект ако Дефинитивно. преовладело, нели, некому му треба време и да го процесира, Тоа но е и да го признае што е сепак се големина. големи зборови од нејзина страна. Што зборува за неја како научник. Што вие во суштина, кога го преведувате текстот, кои заклучоци ние можеме да ги извлечеме? Што значи текстот и што значи тоа во суштина? Еве, кога ќе кажете, ние сме имале свој систем и цивилизација. Може ли малце пошироко тоа да го објасните? Може. Значи, треба да бидеме свесни дека во тој период Македонското царство се наоѓа на многу завидна висина, затоа што да се подсетиме дека во периодот на владењето на Птоломеите тие фактички управувале и раководеле со, речи се, целокупниот тогашен познат свет во делот на писменоста. Птоломеите. И постојат тврдења, се тоа уште не сме го ни почнале да го работиме, дека те имале посебен свој систем за кој што означувал движење на планети, движење на небесни тела и така натаму, комплетно. Си имале свој собствен систем. Тоа веќе зборува дека тие биле на многу завидно ниво на развојот на науката. А тоа не е во согласност и сообразност со денешната наука која се базира врз античка Грција, претежно. Да. Имињата на топонимите на, не знам, претежно сите имиња, сите мориња се со некакво грчко потекло, како што ни тврдат, дека сите научни основи потекнуваат првино од античка Грција, заради пишаните материјали што постојат и така натаму и така натаму. Каде е нивната грешка? Каде е нашата грешка? Во која насока грешка? Во тумачењето на историјата, што од каде е потеклото на знаење? Нашата грешка е што ние сме изгубиле својата големина и сме допуштиле да други го водат орото. Така, како можем да се изразам. Затоа што имаме прекин на целата таа големина, блескавост и така натаму. Ние сме го тоа заборавиле. Затоа доаѓаме до првото прашање што ми го поставивте, зошто се поставува прашање дали математика ни треба или не ни треба. Мислам, тоа е нешто што некој кој што е развијан и кој што има афинитет да биде меѓу раководните луѓе на светот во делот на математика, техника и така натаму, не сме да си го прашува. Не сме да се прашува. А поготово неговите деца да ги натера да почнат да се бунтуваат против такво знаење. Професоре, што можеме да заклучиме од текстот? Текстот на каменот на Розета е царски указ. Тој е текстот е настанат после тешката борба што ја имал тогашниот владетел Птоломеј V, после победата над неговите бунтовници, тие што се бунтувале, и кажува како треба да се постапи со заробените. Понатаму уште еден указ кој што назнака дека нашите предци биле на многу високо ниво, имено владетелот, односно царот, во декретот донесува одлука за помилување на непријателите.
Ама не е помилување како што сега некои прават, него помилување тој ги условува. Вие може да бидете помилувани, меѓутоа секој ден да имате определено време каде што ќе се поклонувате пред актот на големата мајка. И тоа мора да го правите секој ден во текот на во времетраењето на денот. Ајде малце да шпекулираме. Ова е текстот што ни го објаснивте. Што можеме да заклучиме како изгледала тогашната цивилизација? Имаме Египет, имаме фараон. Фараонот се обраќа со своите хиероглифи. Имаме уште два текста. Тоа е, ако земам аналогија денеска, како во една земја двојазичност, значи, ако некој најде табла со македонски и албански, он логично ќе заклучи дека во оваа земја живееле на прво место македонци, на второ место дека живееле албанци. Ние што можеме да заклучиме од овој текст, што можеме да испекулираме, што толку многу ваши колеги ги вади од такт заклучокот? Па, сега не знам што попрво ги вади од такт, мислам неколку. Прво ги вади дека сте се осмелиле да го дешифрирате, второ дека тоа што сте го дешифрирале не е точно, имате се повеќе и повеќе признанија дека вашата декрипција е точна, прецизна и дека дава логични резултати, дека дава тоа може да се најпрецизни чита. резултати од се она што досега е познато. Инаку нивното сознание при читањето на демотското писмо се заснива на следново. Еден знак напишан на демотско писмо може да има па некаде и до 15 значења. Тоа е многу комплициран процес за тумачење. Тоа значи кому иде. Кому иде? Да. Значи може секој да се го тумачи како сака. Да. Па јас мислам дека тоа еден јазик сигурно не би бил толку лефтерен да не биде прецизен во својот израз. Поготово во тоа време на една така цивилизација. Една од можеби целите и една од завршните сознанија на ова нивно знаење на таа писменост. Што конкретниот текст може на 15 начини да се прочита, да речем. Тоа значи дека ако текстот првиот е хиероглифи и се обраќал на египтјани, вториот се обраќал на македонци, третиот со новомакедонски. Да. Маце логиката тука, ако постои македонски, зошто и новомакедонски? Па вака, проблемот е проблемот. Филип бил автор на тоа. Затоа што во 4-тиот век, кога тој ја зацврстува својата власт во Македонија, тој промовира ново писмо. Значи, тие се на висок степен на цивилизација и промовираат ново писмо, кое што тогаш го пуштаат во употреба. И кое што тогаш, за да може да се создава писмото и тоа да се шири, тој го прокламира како писмо кое што треба да го разбираат сите кои што живеат во империјата. Тоа е неговото стојалиште. И затоа потоа се јавуваат... Значи, средниот текст е новото писмо. Долниот е новото писмо, кој треба да се обрати на сите. На сите, кои што сите треба да го разбираат. А македонците го разбираат вториот текст? Македонците по дефолт го разбираат вториот текст, а им е лесен и третиот. Така. Значи, модифицирање на македонскиот јазик за да може на сите народи кои живеат на таа територија да им се обрати. Да им се обрати. Да. И тоа било сонот кој што го воспоставил Филип. Иако и името на тоа писмо се вика Коине. Коине. Коин. Коине. Да.
Се вика тоа писмо. Да. Новомакедонскиот. Да, Третиот. да. Кој не, односно сите разбираат. Кој не? Да. Кому иде? Секому. Кој не? Да. Тоа било пораката што македонците сакале да ја пренесат на целиот свет. Затоа што е познато дека македонците го презирале робството. Тие немале робови. Него луѓето кои што издржувале некаква си казна, во рамките на таа казна биле осудени да работат малце повеќе, но не како робови. Тоа било македонското општество. И таму треба да се бара почеток на неробството и така натаму и така натаму. Кажете ми, дали во овој текст и преку вашата методологија може да се утврди дали се појавуваат бројки? Дали Се појавуваат. има многу тумачења дека денеска, не знам, современите бројки се со индиско, со арапско потекло, кои ги користиме децимален систем и така натаму и така натаму. Какви сознанија имате преку вашиве истражувања и вашиве методологии за... Прво, нашите стари користеле декадент броен систем. Повторете? Декадент броен систем. Наши стари, кои наши стари? Овие што се што го освоиле фактички светот. Античките македонци со Александар Македонски и така натаму. Тоа е децималниот овој систем Декадниот, да. Декадниот систем, да. кој денеска се користи. Денеска се користи и во рамките на дешифрирање на тој Тоа е од 1 до 10. од 1 до 10, меѓутоа не заради тоа што имаме 10 прсти на раците, 10 прсти на нозете, Добро? него заради тоа што за да се означат броевите од 1 до 10 се употребувала легендата, така е велат, за стварање на светот. Господ кога го створил светот, за тоа му требале 10 дена. Во Библијата вели 7? Не. Во Библијата вели 10. Само треба подобро да се чита. Не разберам, тогаш ќе мора да го објасните, затоа што јас сум религиозен човек. Добро. Светот е создаден за 7 дена, ние имаме 7 дена. Понеделникот е почетокот, неделата е денот кога му го посветуваме на Бога. Така, меѓутоа не е до крај тоа точно и не одговара на фактите. Имено, првиот ден е ден во кој што Господ ги створил Небото и земјата. Не. Ги створил небото и земјата, потоа ги створил душите, нешто, па третиот ден го донел сонцето. Затоа е многу битно сонцето за македонците. Сонцето има фантастична моќ. Врз основа на што ви се овие размислувања и наводи? Па во рамките на она што го констатиравме при дешифрирање на тие. Како они го согледувале светот и така натаму. Добро? Значи, На четвртиот ден ги створиле духовите. На петиот ден... Рековте вториот ден ги создава духовите. Првиот ден... Првиот ден ги создава евентуално... Збориме за создавање на материјалниот и нематеријалниот или создавање на материјалниот свет. На материјалниот. Нашата религија вели материјалниот свет е 7 дена. Вие велите 10 дена е Сега ќе ви кажам зашто е 10 дена. На македонците, да. 10 дена. Ајде да почнеме од почеток. Значи првиот ден ги создал душите. Ги создава душите. Душите. Тоа е создавање на нематеријалниот свет. Затоа што душата постои у нематеријален свет. Добро? Добро, ама тие поинаку ги гледаат. Поинаку ги гледале работите, така, гледаат добро? Тие душите. Вред? Доаѓа петиот ден кога Господ го создава фигурата на мажот. Фигурата на мажот. Може ли до петиот ден повторно да ги... Значи првиот ден е душите, вториот ден... Вториот ден се
се евентуално духовите кои што владеат. Третиот ден ги создава Господ Сонцето рековте? сонцето, пушта светлина во тој свет. До кај стигнаме сега во третиот ден? Четвртиот ден сега стигнуваме? Четвртиот ден ги создава душите кои што понатаму ќе му помогнат и на Господа. Петиот ден ја создава фигурата на мажот, шестиот ден седнува да се одмори. Затоа во еврејското верување, шестиот ден е ден за одмор Сабат. пропишан од Господ. А седмиот? Седмиот ден ја создава жената. Меѓутоа, она што го правил петиот и седмиот ден, не се тоа живи души, како што ние ги поимаме, и затоа седнува осмиот ден, влегува во творечки процес, им вдахновува душа. На материјалното, на создаденото. На создаденото, на материјалното. Ага. Деветиот ден, Да, добро. деветиот ден почнува. Деветиот ден ги создава луѓето, а деветиот ден ги создава македонците. Затоа не сакат. А десетиот? Десетиот ден продолжува со развојот. Осмиот ден ги создава од овие фигури, прави нешто што има веќе некои карактеристики на живи луѓе. Тоа е деветиот ден, а десетиот ден сме настанале ние, Луѓето или македонци? македонците. Затоа не сакат. Тоа е може би тајна. Значи, ова е како македонците, античките македонци, Да, по ваше тумачење, го перцепирале светот Да, од да. духовен аспект. Да. Така. И врз основа на тоа, они сметате дека го градат декадниот систем. Па се зборува за декаден систем. Така. Нема ништо друго. Само што морам да кажам дека при дешифрирање на тој систем откривме неколку интересни факти. Имено, не знам колку знаете француски, за зборот за 17 и 18 е 10-7 и 10-8. Може ли тоа да го поврземе па е многу поедноставно со месеците? Например, декември, дека, 10 е 12-тиот месец. Нелогичноста. Или октомври, не кој е 10-ти месец, а уствари осмиот. збориме за 8 месец. Не е тоа нелогичност. Тоа е заради воведување на јулијанскиот календар. Така? Но претходно некој го сметал целосното годишното време на 10 месеци. На 10, да. Така. Но, според римскиот календар, новата година ја дочекувале во да, Промена на крајот на зимата, почетокот на летото, Да, тоа да. денеска кај нас е младенци. да. Така. Што и логично, нели? Добро, Гај Јулиј Цезар сакал да го намали влијанието на учењето на македонците. И се решил на овој начин. Да создадат нов систем на вредности. Не, да го применат оно што веќе постоело. Затоа што Но во нивна корист е оно што го имале да се сврти. не. Тоа го прифате, тие го прикажале како свое, ама во еден декрет напишан од прилика 250 година пред новата ера, тој систем е веќе воведен од страна
на царицата Клеопатра II, кој што е на тој начин воведен. Многу прецизно. Со разлика од втора децимала во однос на денешниот календар. Незиниот календар. Дали... Тоа се зборови на една професорка која се бави со истражување на календарите на старите народи. И една од најпознатите во светот. Значи не е ова некоја ваша произволна фантазија во која ние не, раскажувате некои своји приказни, таа има се објавено базирате врз својата книга некаде 2004 година во Беркли. И од нејзина, од таа книга учат студентите. Нема никаков проблем. Тоа е. Ајде ќе направиме уште една кратка пауза, веднаш потоа ќе го продолжиме разговорот. Режија, повелете. Професоре, докаде е, прво како е вашиот колега Бочевски, добар ли е? Добар е, активен се ли е? држи, да, и активен е доста. Така, продолжувате ли вие со вашата работа во врска со каменот од Розета? Да, поддржуваме. Моментално работиме на еден декрет кој што никој не го споменува. Па најверојатно заради тоа што тој декрет е напишан на 3 писма, хиероглифи, така наречено старо грчко и ново грчко. Меѓутоа, делот со ново грчкото писмо е разрушен. И од него не може ништо да се осознае. Додека делот со македонското и делот со старо египетското се сочувани. Можеме ние да ги дешифрираме. Тоа се од Египет тоа што го земав? Да, се извинам, не потенцирав. Тоа беше посебен декрет кој што го најдовме во Египет, стациониран во салата каде што се изложени писмата, декретите на фараоните. При читање на овој текст констатирав дека е најверојатно станува збор за најстариот текст, кој што, како што самиот автор или владетел во тој период, тврди дека тој е Птоломеј II. И очекуваме сега да за некое време завршиме со дешифрирање и да го објавиме тој текст. Дали вашите научни сознанија ги имате објавено во научни списанија за каменот од Розета, тумачењето? Во Русија имаме едно 5-6 текста објавено. Со нив не спори никој од авторите. Напротив, сите многу пофално се изразуваат за тоа. Ќе видиме понатаму. Сега можеме да разговараме и за објавување на овие текстови во Египет. Се надеваме дека тоа ќе ни успее. Иако со професорката која што ни беше домаќин, разговаравме да организираме на конференција посебно во Македонија, но нашите луѓе кои што управуваат со тоа не беа подготвени да организираат посебна конференција на која што исклучиво би зборувале за демотското писмо и значењето. Па добро, нека биде и поширока, нека го има и овој сегмент. Да, заради тоа што професорката од Египет инсистираше да почнеме да подготвуваме некаква си конференција, кај што свое учество, односно заинтересираност да учествуваат, најавија и определен број на колеги од делот на
Кембридж и Оксфорд и во делот на музеот во Лондон, но не дојде до тоа. Добро, тоа што не дојде како и да не постои, не дојде заради наша вина, ние не го организираме. Делумно заради наша вина. Дали Затоа вие што- тогаш затоа ќе ги што- објавувате вашите наоди, ќе ги објавите, не знам, во Scientific Journal, во некој од тие западни, Најверојатно да. ќе ги објавите, ќе ги Па испратите? сигурно зашто да не. Па не знам, затоа што има доста време поминато, скоро 10 години од вашите сознанија, Па, или тоа во научниот свет е... Па добро, нели и походот на Александар долго време се подготвил, затоа што Така, сакате многу поспремни да дојдете со сите да, сознанија. самиот поход го спремала втора или трета генерација на македонски цареви. Сега излегуваат... Не било измислено тоа Не, да не, му не, текнало не, на не, Малиов, не. сега ајде, Не, ајде, сега и се пакуваме и одиме. Так, Не, так. не. Тоа траело малку подолго. Подолго, Интересно, затоа имав еден гостин овдека вчера кој вика една воена интервенција не може адхок да се изведе, овдека во современиот свет траат со години подготовки, како ли било во античкиот свет. Интересно Па, било како... многу директно. Ако македонците биле во прашање, Но траело со години, самите видите, со генерации. Да, па и ова ќе трае. Нашето, да речеме, освестување од, да речеме, незгодацијата што не снајде заради пропаста на царството и сите Последици после тоа што последици следи. и така натаму, доведуваат, нели, до првото ваше прашање. Зошто математика не ни е омилен предмет? Сме ја напуштили математиката, сме Не, ја задували. Па добро, ние сме изгледа еден од ретките примери за негативна, како се вика, негативен развој. Да. Па добро, некои до толку негативно се развивале да исчезнале, како маите. Тој ни се најсвеж пример кој потполно се... Има различни тврдења и за Тврдења. маите. И едно од тврдењата е дека тие стигнале до толку големо ниво да едноставно прешле во повисоко енергетско ниво. И сега такви абстрактни размислувања? Да. И дека едноставно прешле од другата страна. Да. Тоа е многу интересно и дискутабилно и јавноста денеска многу тешко да ги проđва тие... Па, многу тешко, јасно. Ние на овој пат бевме натерани и заради истражувањата што ги правевме во регионот на Свети Николе. Токму тоа и сакав да ве прашам. Доста беа интересни. Миленко Неделковски, колегата, доста говореше и посвети исто така внимание и организацијски во врска со истражувањата на геоглифот во Свети Никола. За тој геоглифот се збори последниве 10-15 години прилично интензивно, а во последно време финишираше со тие истражувања кои, например, господинот Лилчич рече што год да е, таму нема шанси да е гробот на Филип или на Александар. Да. И не е најверојатно. И не е најверојатно. Да. Но што има таму? Што толку ве фасцинираше кај овој геоглиф? Какви се вашите тумачења Па во вака, врска со него? ако значењето на некој остаток го се обидеме да го споиме и да му дадеме оценка од 1 до 10. Наодот на гробницата на Александар би заслужувал максимум 2 во таа насока. А овде што сите истражувања ни укажуваат на тоа, најверојатно ќе добиеме дека имаме артефакт со вредност на оценка 10. Што значи тоа? Па тоа доправа се уште не можам да зборувам. Зошто?
Затоа што така сме се договориле со колегите кои што учествуваат во истражувањата и Вие така. бевте блиски со нив додека трае истражувањето? Да, Еве го геоглифот го имаме на да. кој може да се види преку Google Earth. Значи, истражуване овој локалитет, го истражувавте, сондиране и така натаму. Да. Излегува некои првични Да, тоа го представивме на една конференција во мислам дека беше во Чешка и предизвика многу интерес од страна на светската истражувачка елита, затоа што дојдовме до некои сознанија кои што... Што им презентиравте? Што им рековте? Што им кажавте? Па им кажавме како е организиран овој систем, затоа што овде имаме ознака која што кажува кој овде погребан. Значи, бидејќи имаше разни тумачења, прво ова дека е созвездието Орион, дека покажува правец на, не знам, некоја пирамида, до тоа дека се работи за гробница. Да. Имаше некои... И ви им презентиравте дека се работи за некропола, така? Да. Некропола која што е многу важна и значајна за древните македонци. Затоа што ова гробница е поставена над еден систем кој што е во врска со звездието Плејади. Така? И е поставена во вид на нешто кое што е нормално поставено, значи ова е север-југ, Така? некаде на јужниот правец се сече со звездието Плејади. Ова испрекината линија? Ова не. Ова е надвор од овој геоглиф. Меѓутоа тоа е важен артефакт заради тоа што имено изгледа дека доаѓаме до ситуација кога нели во стариот свет се мислело што е на небото, исто треба да го пресликаме и на земјата. Плејадите се созвездија кои што се наоѓаат на небото во текот на целата година. И тие го означува, тие фактички се ознака за созвездие, да, за созвездие. Ако не му е јасно некому, еве како изгледаат Плејадите, ова е астрономски, ова веќе не е никаква. Што значи, овака го гледаме сега во овој момент запад кон исток свртено, а овдека го имаме како свртено север-југ. Значи, овој цивцак на Плејадите што го прикажува, да. Добро, окей. Точно одговара на оно што се гледа на небото. Така. Што може да се заклучи од тоа? Па дека многу ги почитувале Плејадите, но исто така ако малце повеќе размислиме, има едно друго созвездие кое што се гледа само во зимските месеци. А тоа е созвездието Орион. Но ако сега појдеме малце подлабоко, созвездието Орион било она созвездие каде што оделе владетелите од Египет по нивното починување. А во рамките на Египет Повелете, професоре, нема да го гледаме. Во рамките на Египет фактички се поставува дека тие имале систем за мерење на времето и за означување на месеците и така натаму, кој што бил лунарен.
Значи од секогаш сме имале подвоеност на светот. Нели и најголемите војни настанувале помеѓу приврзаниците на сонцето и на месечината. Малку небулозно ми звучи, извинете. Така било. Тоа значи дека владетелите на Египет имале врска со месечината. А владетелите на, плејадите биле од родот на луѓето кои што имале врска со сонцето. И тие биле уште од тогаш меѓу себе спротиставени. Тоа биле, например, зародишот на првите религии и посветености на народите или зборило тоа нешто малце посериозно за некои други теории? Може и за некои други теории, меѓутоа тоа многу не го анализиравме. Затоа што мислам дека и светот не е спремен. Сега би биле сигурно подложни на подсмев, нели? На оние што особено нели, што математиката па им не им е многу важна и освен 2 плюс 2 е еднакво на 4 и да ја пребројат кусур. Да, ма тоа е нивен проблем. Тоа е нивни проблем. Светот е малце посложено место од што мислиме, а поготово историјата. Посложен е и треба соодветно да се... Што одлучивте после тие истражувања што се случија кај овој геоглиф? До кога ќе се изнесат сознанијата и анализите? Излеговте со една пресконференција, рековте дека имавте предавање во Прага, така? Да. Предавање во Прага. Дали ги изнесовте сите сознанија и факти? И луѓето беа доста приемчиви. Значи сега што го изнесовме. Изнесовте дека се работи за некропола, но кој е закопан и што е закопан не се знае. Добро, сега тоа ќе го работиме во овие истражувања. Така? Значи ќе започнете ископување и истражување на тој локалитет? Ако како што викаме даде Господ. Така. И очекувам добри резултати. Добри не за нас како научници, него пред се многу добри и значајни пред се за Македонија. И за нејзината и за нејзината позиција. И тоа токму во овој период. Рековте дека не малце тешко ви ги вадам зборовите, очигледно доста сте резервирани. Но добро, вие како професор ве знам, многу луѓе овдека доаѓаат, се многу елоквентни, збораат, нагласуваат, вие сте прилично смирен и прибран човек. Тоа е малце невообичаено за мојата публика, па со малку чудење, не ве познаваат толку во јавност. Сепак се работи, професорот Тентов е еден од нашите најпознати и најзначајни научници, можете неговото CV да го видите, кој го имам објавено, што значи дека не значи дека и секој медиумски е user-friendly за секого да разбере со ораторски способности. Па добро сега, тоа... Вашата смиреност може погрешно да се тумачи, за тоа сакам да им објаснам на луѓето што не ве познаваат. Тоа е моја должност, бидејќи сепак е ова најгледана емисија. Добро, заради тоа што има и други кои што многу слепо веруваат, а не би сакал баш тоа да биде одлика. Во последниве 10 години јас се сретнав и со еден археолог кој беше гостин овдека од Босна, кој дојде со едно фасцинантно тврдење за пирамида во Босна, со која па го возбуди научниот свет на Запад, кој делумно го прифати, делумно го осуди како дилетант. Дојде овдека со фасцинантни факти во мојата емисија, но и се отворија едни теми дека овие простори овдека некогаш имале развиена цивилизација, а има се повеќе и повеќе говори дека имало овдека пирамиди. Пирамидите се смета за една висока математичка форма и народи кои ја совладале математиката поприлично, бидејќи тоа совладана математика значи прилично добар во градежништво, во архитектура и слично,
Но она што скептиците ги буни или оние што сакаат да поверуваат, а немаат доказ. Во Египет ги гледаме јасно и гласно. Во Централна Америка постојат пирамидите, цврсти се изградени. Зошто овдека не можеме да ги видиме, туку само ги предпоставуваме некои ридови на кои не можеме да докажеме дека се тоа што мислиме дека се? Сметате ли дека македонската цивилизација се развивала до таму и толку? Бидејќи спомнавте, сега сакам да ги врзам и писмото од Винча и сето тоа, кои се тие працивилизации кои почнале и да пишуваат и да така натаму и така натаму. Со колегата Османагич многу добро се знам и бев и во посета на пирамидите кај него и неговите откритија ме фасцинираат заради тоа што мислам дека се многу фундаментални и на многу колегата со многу добар пристап оди кон тоа. Но памтам една негова реченица кога го наговара овде да ги истражува пирамидите. Неговата реакција беше ви благодарам што ми понудивте да се зафатам со оваа работа. Јас секако би сакал да се зафатам. Меѓутоа, го почитувам фактот што пирамидите во Македонија треба да бидат македонски. Не разбирам. Па треба да ги открие македонец. Не да доаѓа некој босанец од колку и да биде квалитетен. Тоа беше негово објаснување. Дека ние треба сами да си ја завршиме Дека работата. сами треба да се посветиме на тоа и да туркаме таа приказна. Затоа што резултатите кои што излегоа од неговата работа сведочат за тоа дека тој наоѓа пирамида чија што старост е потврдена на околу 25.000 години од денес наназад. И дека тие пирамиди се изградени од цемент. Тоа е потврдено од еден институт од Примерокот што е испратен од материјалот што е. Ја имам многу детално интервју со него и се сеќавам живо со господинот Османагич. Тоа е од пластичен бетон. Тоа е тврдење на еден многу еминентен институт од Политехнико, Торино. Така. Кој што тврди дека такво нешто не може природно да се создаде, бидејќи се смета дека цементот започнува дури од Рим. Да, така викаат сите. Ама не очигледно дека не е точно до крај. Професоре, ќе мора тоа посебно да го обработиме. добро. Затоа што еден колега, мислам дека по потекло е евреин, тоа го има патентирано 1986 година. Дека може да се добие цемент во тип во вид на пластичен цемент и тоа одамна. Не знам што значи тоа пластичен цемент, искрено да Да, пластифициран. Посебна технологија е тоа. Тие го ја опишуваат технологијата и може да, кој сака може да влезе кај тој институт и да си поигра малце да поднаучи. Не знам дали е точно, имам нешто во глава како податок од нашето последно интервју кој беше многу одамна за жал, дека ми рековте дека вашите истражувања во врска со каменот од Резета ги објавивте во научен труд кој е објавен од страна на Македонската академија на науки и уметности. Да. Точно? Да. И тој труд е достапен до јавноста, може да се... Па би требало да биде достапен, меѓутоа сите примероци што ги објавивме беа разграбани од луѓето. Така. И се многу професорот е многу горд на целото тоа, заради тоа што зборува за она што сме постигнале. А сега понатаму како ќе одиме,
тоа ќе видиме. Како ќе одите? Ќе видиме. Полека и со тврди здрави чекори, како што треба. Затоа што мораме да бидеме свесни дека на многу луѓе им пречиме. Тоа е сигурно, затоа што поставуваме некои теории кои што се во спротивност со важечките, општо прифатените, и тоа знае некого да иритира. Иако Ману го објави ова дело, не наидовте на разбирање кај вашите колеги таму. Што вели господинот Бочевски со неговите колеги од Ману и како го објави? Знам дека неприфаќањето е и тука. Делумно прифаќаат, имате колеги кои ви честитаат искрено и отворено, но повеќето некако, за да не дојдат во конфликт со етаблираното западна научна мисла, или ве осудуваат или се воздржуваат. Да. Свесни сме за тоа. Но се надевам дека со овие истражувања што ги правиме во околината на Свети Николе, дека и тоа ќе го надминеме. Дали направивте вие некое предавање во врска со каменот од Розета во Македонија или во рамките на Македонската академија на науки и уметности пред научниот? Тоа имавме. Тоа го имавте, го направивте? Да, тоа беше 2005 година. Уште 2005 година. Значи, можам да констатирам дека во тој период, не во тој период, кога тоа го држевме како предавање, е забележено присуство на најголем број на луѓе во академијата. Од незиното постоење до денес. Ја многу ви благодарам за вечерашно гостување. Благодарам за вашиот повик. Беше многу драго да се видиме после толку време. И јас се извинувам што помина толку време. Треба малку почесто, бидејќи има повеќе теми. Па ќе видиме, ако покажат резултатите на што мислиме дека треба да биде. Најверојатно ќе имаме причина да се видиме брзо. Дај Боже. Во делот на геоглифот. Дај Боже. Каде што мислам дека ќе дојдеме до фасцинантни резултати. Ќе видиме тоа кај ќе се. Ајде да ве прашам сега, тоа ќе биде екипа која вие приватно ќе ја формирате или ќе биде државно од институтиве наши или ќе биде меѓународна? Имате ли некоја представа? Ќе ја формираме сама. Очекувам присуство на колегите кои што учествуваа во рамките на истражувањата кои што ги правевме во периодот на јули. И мислам тие пак да дојдат и да... Оваа година? Да. Па ќе биде возбудливо. Ситуацијата ни е незгодна и во државата, така да некои сознанија брзо ќе придонесат за решавање на некои состојби и сознанија овдека во земјава? Најверојатно сознавање и просветлување. Се надевам дека дури и активностите кои што се превземаат од сите страни, некој ги контролира, не знам како. Но ги контролира и се надевам дека тоа ќе биде во наша полза. Затоа што редно време е да македонецот после толку години малта не прогледа. И да почне да ја прифаќа вистината дека е дел од светскиот врв. Но заради ова ве сметаат не само вас и другите кои ве поддржуваат дека сте мегаломани, дека живеете во илузија, дека тоа нема допир со реалноста и со науката. Може. Но тоа е многу едноставна работа за проверка. Или се тие во право, или ние сме во право. Така. И тоа ќе се испадне. Тука, мислам, ова е несоборив. Некој е во право, а не може да има 5 вистини. Една е вистината. Да, и околу Македонија и за Македонија една е вистината. Така. Кажете ми, вие сте редовен професор. Да. Држите предавања, имате ученици. Да.
некогаш излегуваат ли надвор од рамките да ве потпрашаат за овие ваши ставови, согледувања, истражувања? Па со нив дискутираме кога ќе дојде време за тоа. Зашто да не? Ги интересираат ли нив овие теми кои еве вечер вака? Па за моје пријатно изненадување согледувам дека се повеќе ги интересираат. Навистина, мене ме изненадува затоа што мислев дека напротив, нели, оваа генерација која сака фаст фуд, джанк фуд, Не. дека не им треба мегаломанијаштво, дека не им треба само созерцание и само свестување, туку убаво некако како да се спакуваш, да отидеш во Америка, во Англија, во... Добро, тоа е на врвот од листата на сите нивни желби и така натаму. Меѓутоа, јас сум многу пријатно изненадан што кај нас се јавуваат и колеги студенти кои што имаат интереси понатаму да се усовршуваат. Да речеме ги тера нешто. И покрај тоа што бевме во минатиот период доста напаѓани, дали можеме да постоиме како да речеме институт и нешто што е етаблирано на факултетот, но тоа го пребродивме и сега веќе се надам дека ќе наидеме на подобри периоди. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Многу успехи и се гледаме наскоро. Се гледаме. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Утре вечер следниот гостин е Драган Павлович Латас. Лека ноќ и пријатно.